природно ме отргаше све од тие конвенционални апарати, оти сега сваќав дека е све полошо и полошо. Значи, ти многу читање на интернет, читање работи, све тие колку се штетни, како се штетни, има доста и пратам и такви научнички трудови, чуда, све. И секоја година беше повеќе и повеќе седор и се трудам, да речеме лани ништо не испрскав, на среќа беше окей годината. Некако годинава дојдов случајно на социјални медиуми до курсот на Филип, се запишав и мислам дека е дополнително одлично знаење што го познав таму, да. И што мислам дека и ќе го користам и во глобала, бидејќи се откажав од тие конвенционални методи на хемикали и на чуда, и ова ми дојде многу добро, така да. Што најмногу ви остана во сеќавање и впечаток што научивте од курсот? Најмногу и најинтересно ми беа тие природните препарати за подготовка и дури сватив и колку се лесни. Некогаш се дури и полесно колку да слезам од кај мене, бидејќи сме горе во село, да одам до земјоделска аптека, оти ги имам тука фактички за да се направат. Друга работа што беше интересно беше исто така за како да се одгледува расат, исто како да се чува семе и сите тие работи. Значи беа опфатени многу теми, преку 20, и во глобала беше супер како пакет. Предпоставувам дека направивте и круг на пријателство, Да. 8 членови кои што го посетуваа курсот, ќе разменувате искуства. Значи ли тоа дека продолжува што едукација за биоградинарство? Па да, искрено и секогаш се трудам и кога ќе правиме нека конверзација со луѓе со свест да кажам дека мислам тука за жал кај нас дека ептене тоа конвенционално влезено во мајндсет на луѓето, така да мислат ако не се испрскат или не дека ништо ќе немат. Јас нонстоп викам дека што дека ако прскам толку барем нема да се мачам, ќе си купам од како се каже тоа, од пазар или како да е. И тоа е еден вид на едукација, али нормално све што иде, така да како што вика Филип, во градината е све експеримент, нема така крајно знаење, значи цело време се едуцираме и се тоа. Со нас не сближи градинарството. Ние се запознавме со Филип после една подолга, да кажеме, преписка на Facebook во мојата градина. Јас сум Елизабета Мемич, веќе 4 години работам пермакултурно биоградинарство. Кога не работам градинарство, работам како новинарка во македонската телевизија, и кога ќе заврши мојот ангажман, јас со нетрпение чекам да си појдам во селото Грнчиште, каде што е мојата малечка градина. Всушност се почна многу спонтано, многу случајно, никогаш во животот не сум ни помислила дека ќе имам своја градина. Што е она на што те учи градината? Пред известно време на Facebook читав што е она што треба да ги учите децата за да бидат подобри луѓе. И имаше многу препораки, премногу. Сето тоа можеше да кажеме да се преточи само во една реченица. Учете ги децата да бидат градинари. Многу работи се учат за подобар човек да станеш во градината. Една од тие работи е градината те ослободува да бидеш егоистичен и да мислиш само на себе. И од тие причини сум денеска и овде, заради тоа што освен што го сакам Филип како свој пријател, јас го сакам Филип и како градинар и како да кажеме свој ментор. Бидејќи никогаш ништо не можете конечно да научите за градината. Секогаш е потребна размена на мислење, секогаш да се анализира претходната сезона, никој никогаш немал совршена сезона, секој имал некаков мал пех во градината. Кога ќе почне новата сезона, потребно ви е да размените мислење со некој кој што повеќе знае од вас, а Филип, бидејќи е и агроинженер, тој има многу знаење поврзано со теоретско поврзано со градина, со земјоделие, а има и практично знаење што е премногу важно кога од некого барате стручно мислење.
Едно е луѓето да ја знаат теоријата, сите ние знаеме теорија, во текот на нашето градинарство учиме, нели, што е потребно да се направи за да имате побогат род, ама друго е кога имате човек кој што ја знае и теоријата и практиката. Тогаш го имате вистинскиот човек. Таков човек е и Филип. И затоа јас денеска дојдов за да научам нешто повеќе. Значи, никогаш не е доволно знаење. Градината е нешто што му го посакувам на секој. И јас многу често зборувам за мојата градина, јас всушност само за својата градина зборувам. И само тоа ме прави среќна. Градината е всушност местото во кое што е искрената и вистинската грижа за моето семејство. Градината на Филип, заедно со курсистите кои што успешно го завршија курсот по биоградинарство. Им честитам, бидејќи одбра еден современ млад агроном, научник, но и практичар, кој што токму науката успева да ја пренеси во својата градина и да обезбеди успешно биоградинарство. Но она што е значајно за Филип е поборник и практикант на агробиолошката заштита. Односно, тој врши еден повисок степен на заштита на растенијата од болести и штетници. Како? Бидејќи го применува принципот на агробиолошка заштита, што значи вклучување на сите елементи на агроеколошкиот систем. Морам да малку едно појаснување. Агробиолошката заштита, агроеколошката заштита, поточно, еден повисок степен на заштита на растенијата од органското производство, органскиот начин на заштита, односно употреба на природни супстанции. Што е разликата? Бидејќи овдека се работи за вклучување на сите елементи на агросистемот. Почнувајќи од почвата, растенијата, животните и сите чинители. Значи, тој успева да обезбеди здрави земјоделски производи, успева да со тоа го штити здравието на своето здравие и здравието на своето семејство. И она што е најважно, се приближува до, односно остварува одржливо земјоделско производство. Заради кој не... Денес во градината на Филип, односно во мојата градина, дојдоа повеќе луѓе кои го посетуваат двомесечниот курс по биоградинарство, годинава во организација на Сдруженијето Зокум, но дојдоа и други пријатели и љубители на еколошкото градинарство и беа дел од еднодневната обука. Всушност, со овој настан заокружуваме двомесечна работа на онлайн курсот по биоградинарство, кој годинава имаше 8 пријавени кандидати.
во 2 месеци колку што траеше, во еден интензивен курс ги поминавме сите етапи на производството во градинарството. Пред се зборувавме од почеток на агротехничките мерки што подразбираат подготовка на почвата, основна прихрана на почвата и така натаму. Понатаму процесите на сеидба, расадопроизводство, па дојдовме до специјалното градинарство во кое зборувавме за голем број култури, но акцент ставивме на оние култури што се најпроизведувани, односно во најширока употреба и најпотребни во секојдневната исхрана на човекот. Кажавме дека, зборувавме за тоа дека денес се соочуваме со еден проблем. Имаме и недостаток на храна, но имаме и недостаток на, кој е уште поголем, недостаток на квалитетна храна. Зборувавме дека возможно е еколошки да се произведе храна без третирање, на еден начин кој дава добробит и за човекот што го јаде, но и за околината и за животната средина, што е многу важно. Да оставиме една трага која ќе биде позитивна, а не по нас да оставиме деградирана земја. Она што најмногу можеме да им го оставиме на нашите поколенија, на нашите деца, на нашата иднина е здрава почва. Затоа што здравата почва секогаш нив ќе им овозможи да произведат квалитетна храна. Многу сум задоволен од 8-те кандидати кои го поминаат во месечниот курс, со посветеност следеа, некои се сосема почетници, некои прв пат во време на курсот ги направија новите градини, некои пак веќе имаат поголемо искуство, но ми кажа и ми споделија дека во секој случај имало што дополнително да научат. Овој курс е интензивен, бара напор и годинава, значи само еднаш годишно ќе се случува, така што веќе во ноември ќе бидат поканите и пријавите за следниот курс во 2027. Градината на Филип е на почетокот од новата сезона. Што во моментов се случува во градината на Филип? Април и мај се најинтензивните месеци во градинарството. Лукот никнува, кромидот никнува, салатите се насадени, пластеникот е веќе наполнет со пиперки и со домати, културите кои беа есеноска посадени и посеани веќе се обрани или се при крај, што значи сега допрва следи сеење и садење на оние потоплолюбиви култури. Тука се краставиците, понатаму пченката, и секако се разбира на почетокот на мај веќе доматите, пиперките и така натаму, така што сега е време на интензивна работа, на подготовка на биопрепаратите од самоникнати растенија, така што ќе биде инспиративно и работа.